Насловна страна на денешниот дневник. Интензивните снежни врнежи ги блокираа патиштата во Струшко. Започнува нов циклус од кампањата за подигнување на свеста за ретките болести. Кадровски промени во Комисијата за заразни болести. Нов председател професор доктор Петличковски. Околу Охридското езеро изгледа невозможно да се градат уште куќи и хотели, вели јапонскиот архитект Ямасаки Масафуми. Доделени наградите и признанијата на најуспешните во спортот во Охрид за 2021. За најавените и за останатите содржини од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Гледајте не. Во Охрид денес преовладуваше облачно време со врнежи од снег и измерена максимална дневна температура од 2 степени над нулата. Во текот на ноќта во Охрид врнежите полека ќе престанат. Во среда на североисточна, источна и централна Европа нестабилно со врнежи од снег и ветер. Врнежи од дожд и снег се очекуваат на југоисток од Европа. Во останатите делови од стариот континент стабилно време со зголемена облачност. Утре на Балканскиот полуостров времето умерено облачно со сончеви периоди. Во крајните јужни и југоисточни делови од полуостровот во првата половина од денот врнежи од дожд. Во северните и централните делови претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури на Балканот од 2 до максимални 11 степени Целзиусови. Во Македонија во среда во утринските и раните предпладневни часови во источните, југоисточните и јужните делови умерено облачно со услови за слаби локални врнежи од дожд и снег. Во текот на денот намалување на облачност, ќе биде претежно сончево со локална облачност, ветровито и студено, минималните од -7 до +2, максималните од 2 до 9 степени Целзиусови. Во Охрид во среда во утринските и предпладневните часови умерено облачно време со сончеви периоди. Попладне ќе биде сончево ветровито, но студено со североисточен ветер, минималната -3, дневната 4. Во четврток и петок студено утро. Температурите од -5 до -7. Во текот на денот сончево со локална облачност и температура од 4, односно 3 степени. Во сабота веќе умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура од 6 степени во Охрид. Вашите омилени зрнести и јаткасти производи, сушено овоше и здрава храна од брендот Бако во Охрид и Струга. Пробајте го и чоколадниот асортиман од наше производство, како и турската делиција Локумот. Освен во нашите продавници, дел од палетата на производи од Бако можете да најдете во маркетите Стокомак, Гега, Кам, Нето, Бабуш, Миса и други маркети. Вкус што не се заборава. Бако во Охрид и Струга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Интензивните снежни врнежи ги блокираа патиштата во Струшко. Од утрово воведена е забрана за тешки товарни возила на патот Струга-Ќафасан. Од Македонија пат Струга за ТВМ велат. Целата механизација е на терен, се расчистуваат патиштата, но состојбата е тешка бидејќи снегот не престанува да паѓа. Од Центарот за управување со кризи информираат дека не добиле повици за помош од завеани граѓани. Интензивните снежни врнежи утрово ги блокираа патиштата во Струшко. Сообраќајот се одвива во отежнати зимски услови и лизгави коловози. Од рано утринава беше воведена забрана за тешки товарни возила на патот кон граничниот премен Ќафасан. Големите снежни наноси го отежнаа сообраќајот и кон Вевчани, Лабуништа, Белица и Подгорци. Селата во Малесија и Дримкол беа отсечени. Од Македонија пат за ТВМ телевизија велат активирана е целата механизација на јавното предпријатие. На терен се чисти снегот, но врнежите не престануваат. Сите патица се запатени, се работат, сите машини што имаме во расположение. Два машини од Македонија, два од 30 литра, се на терен. Моментално, ама снегот е овде само врнити, одат нагоре, чита се враќат назад пак. Напната е со снеги, какви се проблеми овде во Струга. Имаме и надзорите инспектори со нас. И тие дедат уви на лице место. Се трудиме. Околу Пладне 4 камиони го расчистуваа патот кон Глобочица, Радожда и кон граничниот премен Ќафасан. Патиштата се чистат по приоритет, велат надлежните. Откако ќе се исчистат магистралните, доаѓаат на ред регионалните и локалните патни правци. Прво магистралата, после се отвори патишта, па после во втор приоритет на локални, што се, мислам, регионални патишта. Лабуништа, Вевчани, и таму е појдено. Само беше пред 2 сати. После 2 сати пак истото треба да се ојде. Врнежи снег имат и тоа не држи многу, не дават височината, велиме имат на 30 сантими, тук имат околу 20 сантими, ама нон-стоп врни. И видливноста е намалена и проблеми имат доста, ама се надеваме поручек се да биде зборен. При сите снежни врнежи во текот на зимскиот период, најпогодени се планинските села на Јабланица во кои има мал број жители. Нивните патишта не се расчистуваат благовремено. Живееме во едно време, во едно општество каде што имаме проблеми на многу нивоа, очигледно се рефлектира и во тука, во тој дел. Службите кои се задолжени немаат целосен капацитет и се принудени на некој начин во текот на зимата оние населени места кои имаат помалку жители да ги оставаат некако за на крај. Од планинската спасителна служба велат подготвени се да интервенираат доколку има завеани и отсечени граѓани. Од Центарот за управување со кризи информираат дека не добиле повици од граѓани кои побарале помош. 2 деца од Македонија чекаат лек за нивната ретка болест. За подигнување на свеста кај заедницата за проблемите и предизвиците на овие лица започнува нов циклус на кампањата Ретко е да си редок. И на програмата на ТВМ телевизија, јавноста ќе се запознава со ретките болести и потребите на лицата кај кои се дијагностицирани ретки заболувања во следните 28 дена. Охрид пак ќе блесне во боите на ретките болести од вечерва до крајот на месец февруари. Тешко е да си лекар на пациенти со ретки болести, а истовремено и да си родител кој сака да направи се за своето дете, а јас сум и во двете улоги, вели доктор Нора Абази Емини од детската клиника во Скопје. Таа како лекар и родител апелира да се олесни процедурата за пристап кон лековите кои носат надеж за пациентите и нивните семејства. Во моментов отпочната е процедура до Министерството за здравство за да се набави лек за 2 деца, брат и сестра, кај кој е дијагностицирана ретка болест. Исто така, 1 на 100.000 е многу ретко. Тоа е ултра рар. Значи се дава лек на некој што е 20 пациенти во ниво на држава. Значи, јас апелирам да тој процент да се зголеми, да имаат пристап повеќе пациенти и исто така да се зголеми буџетот, да не биде лимитиран буџет кој што се донесува еднаш годишно. И не се менува тој буџет. Значи, за 1 година и толку не може да се смени.
пациентите чекаат за следната година. Педијатрот нефролог доктор Велибор Тасич од Скопската детска клиника исто така укажува на административно-бирократските пречки за набавка на лекови, посебно во време на пандемија. Лекарите во изминатиот период се соочиле со недостаток на термини за прегледи, прекин во ланецот на снабдување на лекови и дијагностицирање и снабдување со терапијата за лицата со ретки болести. Ние имаме две деца со примарна хипероксалурија, една болест која што беше фатална. Таа болест сега се лечи. Процедурата и вон од ова ковид епидемија е многу долготрајна, макотрпна. Тие деца ќе навлезат у хронична бубрежна слабост, ќе дојдат до дијализа без да дојдат. Знаете, таа административна процедура, бирократска, одзима многу време. Тендери, место да ја олеснат, ја отежнуваат работата. Доктор Тодор Арсов од Институтот за имунобиологија и хумана генетика на Медицинскиот факултет од Скопје открива дека покрај предизвикот со дијагностичката одисеја во откривање на ретките болести се среќаваат и со проблем во лекување на пациентите. Во помалку од 5% од често ретките болести имаме воопшто некаков лек. Значи за 95% лек не постои, не само во нашава земја, туку никаде во светот. И сега се повеќе препознаваме и низ искуството и низ литературата која што се печати во оваа област дека знаете она што сме стравувале дијагностичката одисеја која знаела да трае 20 години дури во Австралија, сега пациентите поминуваат на друг вид на одисеја, терапевска одисеја. Каде што за жал немаме сега во нашите околности се разбира дека ние немаме пристап до се што е можно, некои од овие терапии се извонредно скапи и недостижни мислам за Лилјана Живковска и Бојан Теов, млади лекари кои учат од повозрасните колеги на детската клиника, ги споделуваат своите досегашни искуства во работата, посебно со пациентите со ретки болести. Мислам дека не е воопшто лесно. На уште поголем проблем представуваат сите оние неоткриени се уште пациенти кои што за жал често доаѓаат и предоцко. Тоа е најголемиот проблем. Ставам акцент на пораката која што нашите професори, особено професор Тасич, ни ја пренесува секојдневно, дека никогаш не треба да се откажуваме до стигање на дијагнозата, затоа што тоа може да биде тежок и долг макотрпен процес, да поминат многу деца, многу пациенти, меѓутоа со напорна работа дека ќе стигнеме до тоа што го бараме. Тоа е единствениот начин да помогнеме на пациентите, бидејќи на времено поставување на дијагноза, кога и тоа е клучно за понатамошно спроведување на терапија. Во тимот на лекари кои даваат поддршка на здруженијата и пациентите со ретки болести се и лекарите од невролошката клиника. Доктор Иван Баргов, директор на клиниката за неврологија, укажува дека од 8.000 ретки заболувања, половината се невролошки болести. За пациентите да влезат во регистерот на ретки болести, дијагнозата треба да се потврди со Институтот за имунологија. На нашата клиника успеавме да дијагностицираме ултраретки заболувања покрај ковид пандемијата, нагласува доктор Баргов и додава дека Министерството за здравство имало слух и направило одредени промени за овие пациенти. Значи, освен тоа што диагностиравме нови пациенти, имаме доста пациенти кои примаат терапија преку програмата за ретки болести. Тоа се пациентите со спинална мускулна атрофија. Министерството за здравство минатата година направи голем чекор со тоа што обезбеди терапија за возрастните пациенти со спинална мускулна атрофија и на тој начин и децата кои примаат лек со апликација во кичмениот столб и возрастните кои примаат оралната терапија, сите пациенти беа покриени со терапија, значи Доктор Бојан Бошковски од клиниката за нефрологија апелира нефролозите да се сомневаат на ретки болести, бидејќи некои од нив може да се лекуваат и пациентите да не стигнат во доцна фаза. Укажува за сегашната состојба со возрастните пациенти на нивната клиника и како низ годините тие се снаоѓале со набавка на лековите на собствен трошок. Последниве години има многу голем напредок во однос на тоа кои пациенти и како стигаат до самата терапија. Особено што програмата за ретки болести се проширува секоја година, сакаме секогаш да има повеќе, меѓутоа треба да бидеме и реални колку се можностите. Мислам дека последниве години доста нови лекови се воведоа и доста нови дијагнози се
лекуваат. Во месец февруари јавноста ќе се запознава со ретките болести и дијагнози, а ќе се слушне гласот и потребите на лицата и семејствата кои имаат член со дијагностицирано ретко заболување, информира Гордана Лолеска од Сдруженијето на граѓани Ретко е да си редок. Да, постои сам регистарот на ретки болести. За жал ќе кажам, секоја година е се поголем и поголем. Бројките се всушност поголеми. Заклучно со декември 2021 година, овие се официјални информации од Министерство за здравство, во регистарот за ретки болести има регистрирано вкупно 652 лица со околу 70 различни дијагнози, а за околу 225 од нив се обезбедува некаква терапија. Денес стартува кампањата Ги запознаваме ретките болести 4 години поред. Лицата со ретки болести добиваат поддршка од лекарите, но и од заедницата. Годинава на Сдруженијата Живот со предизвици и Ретко е да си редок им се приклучуваат и локалните самоуправи од Охрид, Струга и Дебрца. Поддршка доаѓа од 60 на медиуми на македонски и албански јазик, од локално и национално ниво, меѓу кои е ТВМ телевизија, преку соодветни текстови, видео и аудио записи, и годинава јавноста ќе се запознава со ретките дијагнози од кои заболуваат граѓаните во нашата земја, а годинава се заокружува со 111 дијагнози. По безмалку 2 години од пандемијата на коронавирусот, во Комисијата за заразни болести дојде до значајни промени. Директорот на Институтот за имунологија, професор доктор Александар Петличковски, е нов председател на комисијата, која е советодавно тело на Министерот за здравство. Досегашниот председател, епидемиологот доктор Жарко Караджовски, останува во низиниот состав, додека доктор Злате Мехмедовиќ од Здравствен дом Скопје е поставен за нов портпарол на комисијата, објави министерот за здравство Беким Сали. Инаку денес, после одложување од 2 недели, вкупно 255.000 ученици од основното и средното образование продолжија со физичка настава во второто полугодие. Комисијата за заразни болести од денес во нов состав. Со неа ќе раководи професорот и директор на Институтот за имунологија, професор доктор Александар Петличковски, објави министерот за здравство Беким Сали. Досегашниот председател, епидемиологот доктор Жарко Караджовски, останува во незиниот состав, додека доктор Злате Мехмедовиќ од Здравствен дом Скопје е новиот портпарол на комисијата. Во новиот состав се и охриѓанката доктор Марија Димзова, специјалист инфектолог, која ќе биде научен соработник, како и Милена Стефановиќ од инфективната клиника, Фадил Цана од инфективната клиника, Виктор Исјановски од Здравствениот дом од Скопје и Нико Бекјаровски од клиниката за токсикологија меѓу другите. Златко Арсениевски, Драган Ѓоргиевски, Грета Николовска се од Агенцијата за храна и ветеринарство, Марија Милкова од Центарот за управување со кризи и тие ќе бидат дел од комисијата. Советодавното тело ќе има редовни неделни состаноци секој вторник, изјави денес министерот Сали. Од сега понатаму комисијата ќе се состанува на редовни состаноци неделни во секој вторник, а по потреба и почесто воедно. Сакам да нагласам дека председателот на комисијата ќе ги одржува редовните состаноци, по потреба министерот за здравство ќе биде присутен на комисијата. Денес, после одложување од 2 недели, 255.000 ученици од основното и средното образование продолжија со физичка настава во второто полугодие. Се размислува да се спроведе скрининг на учениците по случаен избор истиот да биде со брзи тестови, со цел да ја видиме вкупната застапеност на вирусот во овие старосни групи, кажа денес доктор Александар Петличовски, новиот председател на комисијата. Ние во овој пресекот на неделните бројки гледаме дека во популацијата 12 до 18 години има многу мала стапка, многу ниска инциденца и тоа ни дава за право да ја предложиме наставата со физичко присуство, бидејќи во овој распон на популацијата нема значајно присуство на инфекции. Овој скрининг се предлага да биде, се размислува да биде со брзи тестови, кои што не се премногу на број, но неколку илјади, десетина, 20.000 тестови се на располагање, ќе биде на случајни ученици со цел да ја видиме вкупната застапеност на вирусот во овие старосни групи.
Тој објасни дека со применување на строгите протоколи, проветрување, брзо изолирање на оние кои имаат симптоми, но сепак со инсистирање на физичко присуство, најмалку што сакаат е да наштетат на психофизичкиот развој на децата. Доктор Илир Демири од инфективната клиника, кој е и член на Комисијата за заразни болести, смета дека единствената мерка која сега би не заштитила да го поминеме ова полесно е вакцинацијата, и тоа е наша обврска. Жално е пациент да живее во Скопје и да не е вакциниран, вели Демири. Последната недела, според податоците на Институтот за јавно здравје, тестирани се 38.518 брисеви за ковид, од нив 11.916 биле позитивни, што представува зголемување на бројот на позитивни тестови за 2,7% споредено со претходната недела. Позитивните случаи се од 35 градови во државата, а најголемиот број заболени, односно 6.033 лица, остануваат од Скопје. Градењето околу Охридското езеро треба да биде строго регулирано со урбанистичко планирање. Хотелите кои работат со туристи треба да се усогласат со градот или во спротивно треба да разберат дека ќе мора да се откажат од статусот светско наследство. Истакнува во интервју за МИА јапонскиот архитект Ямасаки Масафуми. Јас сум експерт за зачувување на културното наследство и не знам дали е можно земјата да ги исполни барањата на УНЕСКО за 2 години, вели јапонскиот архитект Ямасаки Масафуми во врска со зачувувањето на статусот светско наследство на Охридскиот регион. Масафуми во интервју за МИА, одговарајќи на прашања за предизвиците со кои се соочува регионот во поглед на зачувување на животната средина, туристичка промоција и соодветно управување со светското наследство, во неколку наврати посочува дека многу е важно разбирањето, однесувањето и поддршката од локалното население. Важна е политиката за зачувување на историскиот град, особено во однос на урбанистичкото планирање. Сметам дека е важно да се преземе предизвикот за зачувување на културното наследство, вели Масафуми. Околу зачувувањето на природата околу Охридското езеро, тој вели дека изгледа невозможно да се изградат уште куќи и хотели со цел да се сместат повеќе туристи, потенцирајќи дека тоа треба строго да се регулира со урбанистичкото планирање. Хотелите кои работат со туристи треба да се усогласат со градот или во спротивно треба да разберат дека ќе мора да се откажат од статусот светско наследство. Можно е да се комбинира туризмот со одржување на животната средина. Во случајот со Охридското езеро, невозможно е да се комбинира зачувување на животната средина со развој на туризмот, бидејќи езерото е древна средина. Ако се дозволи развивање на туризмот, треба да бидат поставени соодветни услови, да се наметнат строги критериуми, каде може да се гради, колкави објекти, регулирање на канализацијата, депонирањето на отпадот и слично, потенцира Масафуми. Јапонскиот архитект утре ќе говори на онлайн предавање за зачувување на езерата насловено балансирање на зачувувањето на животната средина и регионална туристичка промоција на Охридско езеро преку соодветно управување со локалитетите на светско наследство, организирано од амбасадата на Јапонија во Скопје и амбасадата на Јапонија во Тирана заедно со џајка алумни. Денес градоначалникот Кирил Пецаков оствари протоколарна средба со генералниот конзул на Косово Агим Красничи. На средбата Пецаков беше запознат со работата на конзулатот кој е со седиште во Струга. Красничи му го честиташе изборот на Пецаков за градоначалник и изрази уверување дека во иднина двете институции ќе бидат отворени за соработка. Генералниот конзулат официјално започнал со работа во септември 2020 година и го покрива југозападниот дел на Македонија. Синоќа се одржа манифестацијата за доделување на награди на најуспешните во спортот во Охрид за 2021 година. За прв пат, под покровителство на локалната самоуправа, се организира еден ваков настан за создавање признание на најдобрите спортисти. Доделени наградите на најуспешните во спортот во Охрид за 2021 година. За прв пат под покровителство на локалната самоуправа синоќа се одржа манифестацијата за оддавање признание на најдобрите спортисти. Несовладливиот во планинско трчање, државен првак во скайранинг Дејан Ангеловски е спортист на годината. Спортска екипа на годината е градскиот ракометен клуб Охрид. Атлетичарката Јана Димовска и каратистот Симон Петрески се охридски спортски надежи. Атлетичарот Јован Стојовски е најдобар во категоријата спортист од друго населено место или странец кој настапува во екипа од Охрид.
Најуспешен спортист и спортистка од Охрид кој настапува надвор од територијата на општината се Петар Бошалевски кошарка и Габриела Модева кошарка. Спортскиот подвиг на годината за 2021 го направи Марко Печиновски со препливување на Охридското езеро. Наградата спортска легенда во спортот постхумно беше доделена на Алекс Огненовски за посебни заслуги во боксот. Во своето обраќање пред присутните, градоначалникот Пецаков кажа дека како долгогодишен спортист и љубител на спортот, познато му е чувството на радост и гордост по добиен надпревар и победнички резултат. Додаде дека спортските успеси не се само гордост на спортистите, тие се гордост на верната публика и на сите нас. Со тоа што ги вреднуваме нивните важни успеси, символично ќе ги наградиме нивните постигнувања, сакаме да испратиме порака за афирмација на спортот и создавање уште подобри услови за развој на сите спортски дисциплини во иднина. Со својот незапирлив спортски дух, нашите спортисти победуваат, освојуваат награди, а ние сме тука да ги бодриме и да ги мотивираме за уште поголеми успеси. Драго ми е што општина Охрид дава поддршка и има значаен удел во голем број спортски приказни, истакна градоначалникот Пецаков. Локалната самоуправа ќе продолжи со поддршка на спортот. Во текот на оваа 2022 година во општинскиот буџет издвоени се 29 милиони и 200 илјади денари за поддршка на спортските клубови, спортски настани и за развој на спортските школи. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Председателите на Русија и Франција, Владимир Путин и Емануел Макрон, вчера повторпат во 4 дена разговараа по телефон за украинската криза, соопштија Москва и Париз. Според Кремљ, Путин уште еднаш детално ги представил принципиелните пристапи кон овие проблеми, а двајцата лидери кои веќе разговараа во петокот се договориле да ги продолжат контактите по телефон, но и да ја проучат можноста за лична средба. Според Елисејската палата, двајцата председатели го поздравиле позитивниот развој во форматот Нормандија, во кој Русија, Германија и Франција преговараат за решавање на конфликтот во источна Украина. Отфрлените хируршки ракавици, користените тестови за ковид, шишињата од вакцини, шприцевите и иглите создадоа десетици илјади тони отпад. Светската здравствена организација упати апел по тој повод, но и предупредување бидејќи се работи за медицински отпад кој во најголем број случаи може да биде заразен бидејќи коронавирусот обстојува на различни површини. Се проценува дека само од првото ниво на лична заштита создадени се 87.000 тони опасен отпад, проследено со 140 милиони тестови, 2600 тони пластичен отпад од корона и онолку-хемиски отпад колку што би пополнила третина од олимписки базен. 8 милиарди дози вакцини дадени ширум светот се претворени во 144.000 тони отпад во форма на шприцови, игли, шишиња. Во извештајот на СЗО не е прецизирано каде точно завршил најголемиот отпад, односно која депонија со медицински отпад е најкритична, но во некои делови се споменуваат Индија и Мадагаскар. Основачот на фондацијата Отворено општество, милиардерот Џорџ Сорос, повика на смена на кинескиот председател Ши Џинпинг. Тој дури го спореди предстојните зимски олимписки игри во Пекинг во 2022 со олимписките игри во 36-та година во нацистичка Германија, објави Спутник. Сорос ја нарече Кина најмоćната авторитарна држава во светот и најголема закана со која се соочуваат отворените општества денес. Тој тврди дека Кина, како и Германија во 1936-та, ќе се обиди да го искористи спектаклот на предстојните олимписки игри во Пекинг за да постигне пропагандна победа на својот систем на строга контрола. Сорос го заврши својот говор во институцијата Хувер со повик за промена на режимот во Кина. Изјави дека се надева оти Џинпинг може да биде заменет со некој кој ќе биде помалку репресивен. Корпорацијата Рио Тинто објави извештај која прикажува културата на малтретирање, вознемирување и расизам во овој глобален рудерски гигант. Извештајот вклучува 21 случаи на силување или обид за силување или сексуален напад во период од 5 години. Речиси половина од сите вработени кои одговарале на надворешната ревизија на културата на работното место нарачана од Рио Тинто, рекле дека биле малтретирани и дека расизмот е вообичаен. Извршниот директор на Рио Тинто Јакоб Стаушолм рече дека резултатите се вознемирувачки и дека компанијата ќе ги спроведе сите 26 препораки од извештајот на поранешната австралиска комесарка за родова дискриминација.
Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Повеќе информации можете да прочитате на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!